Добре вечер, Мирмрама и Акшамлар. Убаво е чувството да се биде дел од оваа вистинска гала вечер на женски приказни. И морам да признам дека одлично се забавувам и баш уживав во досегашните приказни на овие жени со големо Ж. Кога Румена ми ја кажа темата на која што ќе треба да зборувам, добив, малце искрено ме фати паника, ја знаете, онаа ситуација слична на ПМС. И почнав да размислувам на сите моменти кога добив. Мислам, кога нешто добив во животот. Ми текна и на оние два пати кога ми каснеше и кога всушност го добив најголемиот подарок во мојот живот, моите двајца синови. И така некако навлегов во длабокото и многу е интересно како еден навидум обичен збор може да ви го врати целиот филм на животот пред очи и да ви ги наполни со солзи, што од среќа, што од тага и колку многу приказни може да бидат испреплетени на овој збор, а кои што може да бидат и многу духовити, но истовремено и сериозни и емотивни. Многу се мислев на која тема да зборувам, а да не бидам досадна у стилот доказниот материјал, упатува на основано сомнение дека. Помислив да раскажам и некоја измислена приказна, меѓутоа сватив дека веднаш ќе ме прочитате, бидејќи сето она што се случуваше изминатиот период, од која сум дел од СЈО до денес, не може да се скрие. Дори мислам дека има доволно материјал да се направи еден албум со сликички. Ви текнува како порано што имаше со барби, со фудбалери, со ликови од цртани филмови или од ТВ серии кои што беа актуелни некој период. Па така, например, имате Фатиме Фетај во суд, Фатиме Ташна, Фатиме во диско, Фатиме Бунда. И мислам дека и веќе дупликат сликички почнаа да се појавуваат. Помислив и на сите предмети кои што ги добив и меѓу другото блиц ќе ви раскажам за еден од нив, кој што се уште не е објавен во јавноста. Нели граѓаните секојдневно се охрабруваат да пријават кривични дела во СЈО или да бараат други податоци. И така еден ден во СЈО стигнува поднесок, значи писмо во запечатен коверт со следново барање. Фатиме Фетај да ги врати шишките. Сега, како и по секој друг поднесок, нели, мора формално да се постапи, да се изготват соодветни акти, известување, резолуција и може да замислите сега на официјален меморандум на СЈО стои известување, а на ден тој доставивте поднесок со кој што барате од јавниот обвинител Фатиме Фетај да ги врати шишките. При тоа, ве известуваме дека од досега обработените прислушкувани разговори, доведени во корелација со вашите наводи, не постојат основи на сомнение дека е сторено кривично дело кое што е надлежност на СЈО. Точка, подпис, печат. Да, предпоставувам дека и на стручната служба им било смешно кога го пишувале тоа. Сепак, колку што јас разбрав, вечерва треба да зборувам за нешто што асоцира на бестрашност, на храброст. Така јас решив да ви зборувам вака изворно за еден многу контроверзен момент во мојот живот. Тоа е моментот кога добив покана за во диско. Ова е настан кој што е добро познат во јавноста и е подкрепен со соодветен доказен материјал. Меѓутоа, јас решив ова да го искористам како приказна за вечерва и да го раскажам во мој стил на интерпретација, како кривично правен настан. Имено, критичната вечер, сабота, by the way, тоа е еден од двата неработни денови во текот на неделата, кои што јас лично ретко ги искористувам како неработни. Во 21 часот и 45 минути јас го напуштив моето живеалиште и се упатив на местото викано Кози бар, каде што се сретнав со мои пријатели.
На тоа место стигнав седејќи на совозачкото седиште на патничко моторно возило, управувано од лицето Суат Закири, инаку попознат како мој брачен другар. Ако не верувате, сведокот е во публика, може да ви потврди така. На тоа место се одржуваше караоке забава, имаше многу очевидци на настанот. Луѓето беа кул, позитивни, пееја, се забавуваа. И јас имав многу силна желба да запеам, бидејќи нели кој пее зло не мисли, ама ценејќи ги сите околности на случајот, решив овој пат да се воздржам. Ајде да се разбереме, гласот ми е убав за пеење, само потушко ја пеам. Неколку часа после полноќ, или што би рекле ние правниците, во раните утрински часови, пријателите со кои што бев излезена ме известија дека сакаат да продолжат во диско. И тогаш јас ја добив таа фамозна покана и јас да им се придружам. И овој пат, ценејќи ги сите околности на случајот, при чиста свест и здрав разум, присетувајќи се при тоа и на сите американски филмови со судии и со обвинители, јас одлучив да ја прифатам поканата и се упативме кон местото викано Епицентар. На тоа место сакав да спроведам едно истражно дејствие. Едноставно сакав да ги истражам мотивите и поведението на луѓето кои што посетуваат диско. Односно, дали тоа го прават за да навистина се забавуваат и уживаат, или едноставно ја тестираат издржливоста на батеријата на нивните мобилни телефони, бидејќи цело време се на мобилен телефон. На тоа место сретнав еден колега, судија, кој што беше доста зачуден што и мене ме гледа таму. Вика, што правиш ти овде? Судијата мене ме прашува. Како и да е, по спроведување на наведеното истражно дејствие, јас си се вратив во моето живеалиште. Во делот што од тогаш се случуваше, јавноста мора да биде исклучена. И бидејќи судот не прави разлики меѓу луѓето, сите се еднакви, сите се еднакво подложни на одговорност, мене овој пат ме стигна судот на јавноста. Следува лавина од коментари и јас се најдов на листата на обвинети лица. За да биде се, согласно Законот за кривичната постапка, имаше обвинители кои што постапуваа по службена должност во овој мој случај. Главниот, мислам дека Бранко Геровски се викаше, или не ми текнува сега точно. Јас како обвинета добив и бесплатна правна помош. Ја знаете, таа помош што им следува на загрозените случаи. И еден од адвокатите, Бранко се викаше, да. Јас како обвинета одлучив да се бранам со молчење. Знаете, често пати како викаат нашите обвинети, не го разбирам обвинението. Или не може да бидам обвинета за сакање, бе? Сум сакала да видам што се случува од диско. Како и да е, јас не побарав помилување. Сега ако некој повтор пат погрешка ме помилува, it's not my fault, да знаете. По одржување на главната расправа, одлуката беше дека делото што ми се става на товар не е кривично дело кое се гони по службена должност. Предпоставувам дека незадоволната страна, обвинителите, си вложија жалба, бидејќи, знаете, токму тука е убавината на правото. Баш од тој момент кога ќе помислиш, се спасив, услов, уживам, тука се одново започнува. Веројатно сега со ова моја приказна вечерва, по повод поднесената жалба, ќе биде одржана и јавна седница, нели Facebook војна, и од утре повторно случајот ќе биде актуелен и ќе трае. Конечната, правосилната одлука во врска со овој случај се уште не ја знам, меѓутоа ако обвинителите останат на обвинение, имајќи предвид дека не го признав кривичното дело, не можам да очекувам условна. Тоа е.
Причината зошто ја раскажав ова приказна вечерва е поврзана токму со денешниот датум. Уште еднаш се уверив дека жената во нашата држава се уште се соочува со предрасуди, се уште од нејзе се очекува да ја исполни таа обврска што општеството ја наметнува. А да се разбереме, тоа не е поврзано со некаков пркос на патриархалните правила во општеството. Бидејќи, видете, дел од коментарите поврзани со мојата посета на диското, дел можеби оправдани, дел можеби не, не беа толку многу заради функцијата која што ја извршувам. Тие беа пред се за тоа што представувам како личност, а пред се како жена. Да бидеме реални. И моите машки колеги, судии и обвинители, вклучително и судијата кој што го сретнав таа вечер на диско, и тие имаат слобода и одат по диско, по кафани. Знаете, по автоматизам, ако одите во диско, не мора да значи дека се однесувате недолично. Недолично може да се однесуваш и кога одиш во музеј, во театар. И да, by the way, често пати одам и на театар и баш супер си поминувам. Од друга страна, критиките кои што беа упатени, односно, по однос на моето одење во диско, како и предметот со шишките што ви го спомнав, ме подсетуваат и на тежината на нашата работа, и на одговорноста, и на очекувањата што ги имаат граѓаните од нас, и ние мора да бидеме спремни да се соочиме со тоа. Таквите критики ни помагаат пред се да бидеме, да се усовршиме и на професионален план, меѓутоа и како луѓе. Ние немаме право, немаме привилегија да бидеме бели мечки. Ме радува на вистина што ете се слуша гласот на граѓаните во општеството, што и некои работи не поминуваат така незабележено како што беше во минатото. Во тоа е и смислата на демократијата. Меѓутоа, сепак сметам дека тој глас треба да се искористи за да сите ние заедно се бориме за општество во кое што ќе се врати правдата. А тоа е битка која што не се добива така преку ноќ и многу лесно. Немирот треба да ни произлезе од отсуството на правда во општеството, а не причина за нашиот немир да биде дали некој што се бори, или барем се обидува да се бори за правда, одлучил еден викенд да се опушти, да се забавува. Јас едноставно сакам да ве охрабрам и вас, а посебно жените, да го правите она што во животот ве прави среќни, дури и некојаш околината да смета дека сте погрешиле. Значи, може и од тоа да се извлече некаква поука, меѓутоа не треба се да се прифати онака како што се сервира. И на крај сакам еден специјален поздрав до обвинителите кои што постапуваа во мојот случај. Ако се уште сметаат дека моето одење во диско беше злостор, знаете како викаат? Сторителот секојаш се враќа на местото на злосторот.